И во чест на празникот, да ви кажам, во ваше и во наше име заедничко, наша телевизија Дон Кихот 33:33, како што знаете, секој работен ден, во чест на празникот, ние си поканивме еден гост, кој што има еден спот, кој што се одзветствува на празникот за Великден. Јас би замолил од режија да ни го пуштат спотот и гледачите, вие ќе можете и сами да заклучите за кој ни станува збор, кој ќе ни биде гостин во денешнава емисија. Па така, да го поздравиме и гостинот, најнапред да го погледнеме спотот, сите заедно да пееме и да се израдуваме, а потоа во студиото ќе си продолжиме со нашиот разговор и се разбира, ќе го надополниме сето тоа со песна. Ti voskresna od
Почитувани гледачи, исто како и ви и јас, навистина се загледав во спотот. Зборовите, односно песната што ни ја интерпретира, што ни ја пее Васко Хадживасилев Джива, не остават рамнодушни и затоа ќе бидеме срекни во секој момент кога ќе пристигне во студиото да си го пречекаме. Тој за него, во негово присуство ќе кажеме дека е композитор, пеач. Веруете, песната ни остава длабоки траги и ме радува што е така, а тој ќе ни каже повеќе нешто за спотот. Се надам дека во секој момент ќе пристигне во студиото. Навистина воодушевен сум и од она што значи празникот. Празникот, пак ќе кажам, мир. На секој од нас ни е потребен мир во душите. И не тера на размислување, празниците се тука да не потсетат на вистинската вредност на сите нас, на самиот живот. Да си го избереме вистинскиот пат, вистината секогаш пред очи да ни излегува, секогаш пред очи да ни е милоста Божја пред нас. Јас се замуабетив, простете, јас ке морам малку и да теренот да го приготвам, затоа што гостинот вака место ке треба дозволете да му направам да си го пречекаме како што е редот. Ова може и тука да стои. Еве некој како да тропа веќе на врата. Да, Златко, уште еден гостин ни доаѓа ти. Леле, прости ми, ја тој си работи. Јас го почукнам, прости ми, Златко. Васко, за многу години, добро ни дојде, добро те најдовме. Се надевам дека слушна нешто од ова што го му обетевме. Така. Зборувавме за спотот. Повели најнапред, седни како патуваше да те прашам. Тука во близина си, оддалеку си? Ама доволно е. Одлично патов. Така. Здраво Раде, благодарам на поканата за учество во оваа прекрасна ваша емисија. Голем поздрав до сите гледачи од Васко Джива. Така, повели седи. Удобно ќе ти биде, се надевам. Да ти кажам искрено, јас се загледав во спотот. Пред колку време го снимаше спотот? Во чест на големиот христијански празник Великден во 1996 година, јас компонирав великденска песна која се вика Молитва за Великден. Песната ја снимив во студиото М2 на Македонската радио телевизија. За кратко време, значи со веќе покојниот владика Дедо Михил, со негов благослов и дозвола, јас снимив и реализирав музички спот, токму што го видовте, во просториите на соборниот храм Свети Климент Охридски. Навистина ме радува што е така и не замисли да размислуваме во тој правец, со твои очи, да речам така, како што спотот ни кажува, на вредностите не упатува. Така е, со овој спот иначе би сакал на вистина, јас лично Васко Джива, на сите православни христијани, на сите верници да им го честитам големиот верски празник Великден, да им посакам многу здравје, среќа и многу берекет во животот. Амин. Јас би рекол, би додал во името на сите наши гледачи. Ноќеска се вапсуваа јајца, се бојосуваа, како се нарекува народски кажено. Тајната вечера се одвива предавството на Исуса Христа, нашиот Господ. Така се е поврзано, пак ќе речем, се е во духот на празникот, почитувани гледачи. Нашата емисија, како што знаете, е контактна. Можете да ни се јавувате, можеме заедно да си пееме. Еве, Васко, така на наше опште задоволство е тука со својата гитара, па претпоставам дека има уште некои песни, Васко, уште на самиот почеток, бидејќи сме за дружба, за песна, за муабет, да си ги чествуваме празниците, почитувани, можете и вие да ни се јавувате, можете да се вклучите во разговорот, може да си го поздравиме гостинот наш, да си посакаме се најубаво за празниците и така се да ни тече во животот. Нели имаше песни кои се посветени на празниците, за Великден? Дали би моментот, јас имам овде некои материјали кои, еве, со твоја помош, ама би сакал во твоја изведба, песната на Великден, си слушнал за таа песна, ја знаеш, претпоставам, на Великден. Таа од мојот пријател и колега Джокси, значи на Великден. Јас таа песна, значи, ја знам песната, многу не сум ја пел, текстот треба малце да го видам, но би можел да ја испеам. Ако го имате текстот, би можел да ја испеам. Еве, го имаме текстот пред нас, би можеле во чест на празникот на Великден. На Великден сум се заљуби, на тој голем ден христијански. Ајде Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Ајде Боже ти ми помогни, кажи
кажи каде да ја најдам. Толку народ јас не сувиде, што на Великден се насобра. Мили Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Мили Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Дај ми сега нека одекнат, од овде па се до небото. Јас со песна ве повикувам, сакам неја да ја најдеме. Јас со песна ве повикувам, сакам неја да ја најдеме. Браво, одлично беше.